Министерството за земјоделие било изложено на тешка партизација и се случувале сумнителни финансиски трансакции, обвинија од ВМРО ДПМН на пресконференција на која екс-министерот Љупчо Николовски одговори дека ништо не е како што велат од власта и дека лажат. МЗШВ, како министерство кој треба да извршува стручни анализи, да креира политики и носи мерки од областа на земјоделството, производство на храна, грижа за водите и шумите, очигледно најмалку имало стручни лица од овие области. Се поставува прашањето: што правело јавното обвинителство по однос на овој извештај? Особено ако се земе в предвид дека истиот изготвен и доставен до влада уште од 2023 година. Зошто една цела година јавното обвинителство молчи и не постапува? До кога молк? Истовремено мора да напоменеме дека неспособноста завршува со СДС. Да ве подсетам дека со ребалансот ги намаливте средствата во сите програми за земјоделството. Закочена ви исплатата на субвенциите. Ресорниот министер лаже дека има 1 милијарда денари за останати долгови од претходни години. Но да повторам, СДСМ остави чиста сметка со 0 долгови за претходните години. Тоа што треба да се доисплати, зашто и со обезбедени пари со ребалансот, се субвенциите од тековната 2023 година, кои што се исплаќаат редовно во оваа година. Но зошто? И по 2 месеци од усвоениот ребаланс, земјоделците не ги добиваат субвенциите на своите сметки.